е отвореното студио на Еда телевизија. Во изминативе 29 години плуралистичко живење, во нашава држава се менуваат постојано две политички партии на власт – СДСМ и ВМРО ДПМН. Обете партии во своите коалиции пак инкорпорираат уште едно 30 помали партии, едната и другата. Предизвик за разговор ми беше прашањето зошто во Република Македонија или сега Република Северна Македонија не успева да вирее некоја трета опција. Уште повеќе, тука прашањето ми е лоцирано околу центарот или зошто не заживеа либералната идеја. Адекватен гостин за разговор на оваа тема, сметав и ја поканив, е Анџелка Пеева Лауренчиќ. Добро вечер. Јас ве најавив дека нели бевте и пратеник на Либералната партија од 2002 до 2006. На Либерално-демократска. Либерално-демократската партија, а од 2006 веќе не сте во политичките води. Но, прашањето ми е, бевте многу политички ангажирана кон крајот на еднопартискиот систем и почетокот на плурализмот. Бевте дел од младинската организација, денес сите партии имаат некакви подмладоци, но вие бевте онаа младинска организација во која бевте доста, да кажам, ви имаше доста во јавноста, бевте иницијативни во оваа младинска организација. Бе Бранко Азевски денес е председател на Стопанската комора, Аце Коцевски е денес градоначалник на Велес. Кој беа уште? Имаше многу... Ѓорги Иванов беше, например. Во оваа организација младинска. Покојниот Никола Младенов, Оливера Трајковска, Никола Поповски, поранешниот Бранко Црвенковски, Радмила Шекеринска. Така. Сега кога во 1990-та, кога нели веќе се означи почеток на една демократски систем, повеќе партиски, таа младинска организација се трансформираше во партија. Млада демократска странка. Значи да го вратиме времето назад. Добро. За да дојдеме хронолошки до она што ни се случува сиве овие години. Ние кои што сме современици на тоа време, и ти си едно од тие, и јас сум едно од тие, некако ни се чини нормално дека сите знаат што се случувало во изминатите 30 на години. Не, па има за млади генерации. А и оние заборавиле. Очигледно е дека цела една генерација веќе се испили во една сосема друга атмосфера, во еден друг систем, во едни други вредности, па и редно е да се навратиме назад. Малку за да видиме од каде сме тргнале во независноста, во која што денес многу веруваме и во која што условно кажано се крстиме, зависи од која страна и кој зборува. Не е тоа далечно минато, тоа е вчера, кога излеговме од еден поинаков систем на политички систем. Тоа мене барем така ми делува. Скоро 3 децении. Во тој период прилично сериозен интелектуален капацитет беше собран во тогашната младинска организација, како што спомена, или Сојузна социјалистичка младина на Македонија, која што во својот состав имаше покрај политички дел, имаше и интересни групи во смисла на филмска, музичка, извидници, феријалци и така натаму. Плурализмот не дочека во еден период на вкупна трансформација системска, не само во политичкиот сегмент, туку и во економскиот сегмент, и тоа се преклопи со распадот на цела една држава. Што ви беше мотивот да се трансформирате во политичка партија? Тој 13-ти конгрес беше доста споменуван долго време, кога и самата младинска организација имаше внатрешна дебата дали ќе оди во политички сегмент или ќе остане како интересна организација. Едно крило од нејзе, едно крило од нејзе одлучи да влезе во политичкиот сегмент, бев и јас дел од тоа крило, и ја формиравме, условно речено, првата политичка партија во Република Македонија, Младата демократска странка. Како во таа странка се најде Гордана Селјановска Давкова?
Таа странка беше, да речам, еден предвестник на нов систем, плуралистички, кој што во својата суштина имаше прилично либерален концепт, иако во своето име него содржеше токму тој дел на либерализмот, кој што потоа ни беше додаден на таа политичка опција и околу себе окрупни едно јадро на интелектуалци кои што сакаат да видат граѓанско општество во Република Македонија. Но вие многу брзо потоа влеговте се претопивте во Не се либералната или Сојуз на реформски сили. Да, тогаш галопирачки беше растот на економските мерки, односно беа видливи резултатите од економските мерки на Анте Марковиќ, кој што беше сојузен премиер. И тие мерки дава брз резултат, една благосостојба општа. Ние се сеќаваме, првпат видовме чоколада со лешник за 100 денари. Да, и платите порасна. Потоа го доживеавме шокот, но во тој период Ама и Сојузот на реформски сили на првите повеќе партиски избори имаше бајаги пратеници. 29 пратеници. Да, никогаш потоа не го пратеници и доста одборници, сегашни советници на првите локални избори. Тогаш дојде до спојување на Младата демократска странка и Сојузот на реформските сили во една нова политичка, во еден нов политички субјект, Сојуз на реформски сили Либерална партија, која што подоцна остана само во Либерална партија. Силјановска Давкова кога се оддалечи од партијата? Па јас сега не можам точно да се сетам, затоа што можеби тоа било прилично стихино како процес. Знам дека беше министер од таа партија. Да, без ресор. Без ресор. Кога точно одлучила да се дистанцира од партијата, тоа не би можела да кажам, зашто не ми било фокус на интерес. Сега, во тоа време на центарот, покрај Либералната партија, во која сте, од која сте дел и вие, се роди и демократската. Тоа се два паралелни процеси. Така, на Петар Гошев. Петар Гошев одлучи да ја направи партијата од кога не формираше влада. Од СДСМ, да. Да, кога... Но тоа се две партии кои претендира на центарот. Да. Она што ми е занимливо е дека потоа овие две партии се множеа, се делеа, се спојуваат. Чекај сега да се вратиме на 96-та. Добро. 96-та година беа локални избори и системот е ист на локалните избори, и тогаш и сега. Либералната партија освои 112.000 гласа, Демократската партија освои околу 100.000 гласа. Зошто јас сметав дека помалку се? Околу 60.000. И сметаа дека со окрупнувањето ќе имаат 100 и кусури илјади. Не, 200.000 со окрупнувањето. Требаше да има. Сум сгрешила јас. Може би јас грешам, но околу 100 се, и двете се околу 100. Мотив за спојувањето беше таквиот ЕСАП направен дека еве две партии. Но ЕСАП доаѓаш од нешто друго. Што вие имате 100.000 гласови, што од оваа дистанца, кои не се за СДСМ, ниту за ВМРО ДПМН. Значи 100.000 гласови во една центристичка партија и 100.000 гласови во друга центристичка партија, кои што заедно прават еден сериозен корпус на гласачко тело. Меѓутоа, поединечно не успеваат да добијат градоначелник, затоа што мнозинскиот систем ги убива сите кои што не се доминантно моќни во средината каде што настапуваат. Да, но потоа по спојувањето резултатот беше еднаков. Ќе дојдеме и до тоа. Значи ова беше 96-та локални избори. 97 година се споја Либералната и Демократската партија во април месец во нова политичка партија која што го носеше името Либерално-демократски и ден денеска постои. Сондажите покажува дека 18% од гласачкото тело е подготвено да гласа за оваа политичка опција. Тоа што се случи 98 на изборите беше во суштина почетокот на крајот на оваа центристичка приказна, затоа што
И тука сега не би можела јас лично да обсервирам зошто, како и што беше причината за Но таквото тогаш, нешто. 98 се појавува уште една партија која претендира на центарот, тоа е Демократска алтернатива на Васил Топурковски. И 1 милиарда. Да, милиардата на ЦИДА, Така, како што се да. велеше, но коалициските математики, ВМРО ДПМН имаше еден обид да коалицира со Либерално-демократска партија, тоа пропадна и на тоа место како партнер на тоа беше еден брз ВМРО филм. Тоа влезе беше алтернатива. Да, тоа и беше победија. Тоа беше еден брз филм. Многу очекувано беше во тоа време да Либерално-демократската партија влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, затоа што Демократската партија веќе имаше искуство со ВМРО ДПМН како коалиција на ниво на град Скопје и првата кандидатура за градоначелник на Ристо Пенов. Меѓутоа, тоа не се случи и буквално од денес до утре на местото на Либерално-демократската партија влезе друг коалиционен партнер, Демократската алтернатива, со една прилично добра маркетиншка шема, признавањето на Тајван и милиардата. Добро, тоа не го ветуваше милиарда, а признавањето на Тајван. Бидејќи... Каде сметаш, за да забрзам, нели, за да опфатиме се, каде сметаш дека се направи грешка? Каде е грешката и зошто тој подем на почетокот, потоа оди по надолна линија? Од 1998 до 2002 ја повторно имавме црно-бел свет, затоа што мнозинскиот систем кој што беше доминантен во тоа време, ние сега го немаме, сега имаме пропорционален систем. Тогаш имавме комбиниран систем на мнозински пропорционален, што донесе да Либерално-демократската партија добија само 4 пратеници и покрај сондажите од 17 до 20 пратеници, како што покажува и истражувањата. Каде се сгреши? Не се сгреши само кај либерал-демократите, се сгреши секаде. Ние во суштина... Но говорам за партиите на центар, значи мојот фокус е на центарот вечерва во овој разговор. Да. Идеолошката платформа не е секогаш доминантна одлука за членување и поддршка на политичката партија. Туку вработувањата и другиот тип на интереси кои што членовите на одредена политичка опција добиваат соодветно на својот ангажман. Мислам дека тој геп на од 4 години, кога Либерално-демократската партија буквално беше маргинална во сегментот на пратенички состав, уште помалку во извршната власт, доведе до ерозија на членството натре. Дополнително и покрај таа ерозија потоа доаѓа до повторно подалба сега. Дополнително 99 година ни следуваат претседателските избори. И тука ги имавме кандидат на либерал-демократите беше господинот Стојан Андов и очекувањето дека социјалдемократите би можеле да ја поддржат таа кандидатура. Наспроти Борис Трајковски од другата страна, ние го добивме и Тито Петковски како кандидат. Тоа апсолутно беше јасно кој ќе победи на тие избори, затоа што Петковски и Андов делеа едно исто гласачко тело. Победата на Борис Трајковски придонесе, односно невлегувањето на Стојан Андов во вториот круг, придонесе до отцепување на еден дел од либерал-демократите во либерална партија. Зошто ти премина во либерал-демократите, кога... Јас не преминав никаде, јас сум цело време во една константа. Но првично, нели, беше либералната партија, да, а другата беше демократска. Па се спои во либерал-демократска. Да, ама после се раздели во либерална. Не се раздели, после се одвои едно крило кое повторно го земе името либерална. Инаку, ако вие тргнете да убедувате низ Македонија и сте секој ден на терен, убедувајќи ги граѓаните дека либерал-демократската опција е таа која што е најдобра за нив и носи нова вредност, вие не можете, затоа што сте се наљутиле, да се отцепите и да кажете не, јас минатава година тоа што ви зборував не е вистина. Така што јас не само за себе, туку за сите оние кои што
останале на таа платформа, сметам дека се идеолози по убедување. Дали е либерал-демократ или е либерал, тој има една иста суштина, а тоа значи индивидуални права, граѓански права, мала држава, сервис на граѓаните и многу слобода. Значи, малкумина сакаш да кажеш тие кои како идеологија либерализмот им е близок, дека сите други работи што се случуваат околу вакви нели цепења, двоења, соединувања е од оние прагматични причини да се добие некој колач, некоја функција. Тоа не е случај само во либералната опција. Тоа е случај кај социјалдемократите. Вие го имате Тито Петковски и НСДП. И тоа е исто двоење. Имате исто во ВМРО ДПМНЕ. Но никој од тие што се одвоија не направија никаков бум. А дури Топурковски кој имаше пратеници, мислам сега околу 13, кога излезе од владата, остана без ниеден пратеник. Што е своевиден куриозитет. Да бидеме на чисто. Значи, што е да дојдеме сега до дијагнозата? Зошто? 29 години само овие две партии се носечки, а сите други зашто колективистички се поврзуваат. Да речам привезок. Например, слушавме дека зад Пендаровски застанала 31 партија. 30 мислам дека беа во коалиција и со ВМРО ДПМНЕ, не знам. И тие мали партии се шалтаат од една на друга страна. Но по 5000 гласа да донела една партија се 155.000 гласа. Што е суштината на овие маргинални мали партии и зошто партија на центар не може, како затоа што нема историска подлога за тоа. Прво немаме традиција овде на немаме традиција на граѓанско општество, на индивидуализам. Ние сме научени чопоративно да ги гледаме колективитетите. Дали етнички, национален, верски, било каков, ние сакаме да се приклониме на едно мнозинство и без многу таласање да бидеме комотни во тоа јато. И сега имате социјал-демократска идеја која што се врзува на една платформа која што била доминантна 45 години со Југославија, 45-та па наваму, имате една национална идеја која што била доминантна од 903-та па наваму. И сега, историското врзување носи и одредено приклонување кон одредена платформа. И сега, јас кога бев во период на студии, кога се основаше Млада демократска странка и полагавме предмет кој што ги разработува политичките идеи. Во предметот кој што го полагав пишуваше дека либерализмот е ерес. Значи, и сега не може да очекувате дека таа трансформација радикално ќе се промени за неколку години. И сметам дека за нашата земја единствената опција која што е можна и може да донесе повеќе благосостојба и разбирање е токму таа која што не гледа во... Зошто се откажа, како што реков, беше пратеник од 2002 до 2006. Зошто 2006 се повлекуваш од партискиот живот? Јас во најавата реков дека не си член, може да си формално и член. Јас секогаш ќе бидам либерал. Да. Значи, тоа е моето убедување. Дали ти не си ја повлекла членската книжка, предпоставувам. Некои луѓе имаат по 5 членски книжки. Значи, убедувањето е важно. Во што верувате, во каква идеолошка... Но не си активна во либерално-демократската. Не сум активна во ниједна... Прашањето е зошто? Затоа што од ентузијазмот кој што беше видлив и јасен на почетокот на плурализмот, до тоа што го гледаме низ годините, има едно прилично голема разлика и еден слободен пат. Едноставно, сметам дека многу повеќе можам да помогнам преку она што сега го правам како човек од бизнисот, отколку гласачка машина во парламент или било каде. Така функционира тоа машинерија? Паѓа команда да се изгласа нешто и... Тогаш и не беше баш толку видливо, но од овој аспект денешен е скоро известно дека тоа така функционира.
и дека ние во еден момент ја сгрешивме работата поистоветувајќи ја државата со граѓаните, политичките партии со државата и направивме на каша попара да од денешен аспект мислам дека на оваа генерација не им е јасно што е поважно граѓаните, партијата или државата. Дури имавме слоган државата пред се на веќе председателот во заминување Ѓорги Иванов, затоа што државата е апарат, тоа се службеници, бирократија. Државата не е земјата и граѓаните. Значи, ние мора да прво теоретски ги вратиме работите на свое место и да ги објасниме и да почнеме од некое порамнување па понатаму. Тоа се лепи добро на ушите на гласачите. И како што рековме, традициите овде се кај двете партии. Од каде излезе тогаш, не си партиски активна, од каде излезе твоето име како можен кандидат за председателските избори на Либерално-демократската партија? Излезе од еден тренинг на кој што бевме заедно, јас инаку работам во сегментот на комуникации. Тоа беше идеја на некој од членовите кои што едноставно посакаат да имаат свој кандидат и го промовира моето име, иако јас лично никогаш тоа не го прифатив, ниту пак влезе во партиската процедура. Но морам да кажам дека беше одлично прифатено од општата јавност. Доста луѓе кои што апсолутно не сум размислувала дека можат да се приклонат на одредена идеја или став, се јавија за поддршка, така што сметам дека има простор за некоја друга политичка опција. Значи, може на твој ангажман во иднина на политички план, партиски план? Јас сум сега посветена комплетно на бизнисот. Добро, но кога, бидејќи сега слушаме антикорупцијската случај и за СДСМ, и за ВМРО, непотизам, клиентелизам, адвокатски канцеларии, предходно блиски на ВМРО ДПМН, сега на СДСМ, како земаат силни пари од јавни предпријатија и институции, значи, гледате ли идеологија кај две левичарска или десничарска, или се сведува Тука има огромна ерозија. Мислам дека многу малку од луѓето кои што се дури и политички активни се свесни за идеолошката матрица што ја представуваат. Вие имате на политичката сцена десна партија, која што е конзервативна, која што понекогаш во време на своето владење нудеше оригинални социјалдемократски идеи. И имате социјалдемократска партија, која што понекогаш нуди оригинални конзервативни идеи. Значи, малце е сето тоа помешано и самите партии треба внатрешно да се вратат на своите базични вредности. Двете партии се фалат со бројот на членството, а потоа сето тоа бројно мислам дека членство овие избори треба да го вдомиш на државна сметка, дури и по експертски некои анализи. Македонија има премногу процентуално број на членови според број на партиски членови според бројот на жители. Тоа освестување доаѓа. Мислам. Ние имаме државен апарат многу прегломазен, преголем за 2 милиона жители, кои што не се ни два, ако земеме пропорционално. И јас и во една друга емисија споменав дека само 18 луѓе од 100 работат во реалниот сектор, односно создаваат нова вредност и хранат 82 вработени во администрација, пензионери, деца и невработени. Кога беше пратеник 2002-2006? Вработи некој роднина, близок брат, пријател? Немам такво искуство. Зема панажа која Вие заврши? во тоа време го имавте како да кажам, заштитениот систем на вработување, затоа што Никола Поповски, како министар за финансии, едноставно не дозволуваше нови вработувања. Го штитеше буџетот, беше прилично шкрт и ние кои што поставувавме некакви пратеници избрани од теренот, имавме проблем да се појавиме назад, зашто луѓето си бара
некакви вработувања. Значи се е поврзано партиите со вработувањето. Па очигледно не е. И не се сите ние се доведовме до една ситуација да кога ќе се спомене политичар, веднаш размислувате дека тоа е некој криминалец. Тоа не е секогаш така. А зема ли апанажа кога ти заврши мандатот? Не земав апанажа. Една од ретките која што ја одбив апанажата, не ја одбив, таа ви следува како право, но доколку било што друго работите, не би требало да ја земете. Многу мал процент од пратениците ја оставаат апанажата на државата назад. Кога си одбила, како те гледа службата? Па, службата реагираше прилично интересно. Ние ги викавме тетките од сметководство. Дете, земи си апанажата, сите ја зимаат, никој не ја враќа. Викам, пак јас ќе продолжам да работам. Па сите работат, ама ја зимаат. Сега тоа не е баш сите, сигурно има исклучоци. Но сметам дека доколку сакаме да направиме ред, треба почнеме од горе. Веруваш ли во, последниве минути, се најавува метлата, нели, Заев што ја најавува, чистката. Но веруваш ли дека само кадровски промени ќе донесат промени или е потребна промена на самиот концепт на кој функционираат партиите? Верувам во системски промени. Прво верувам во земјата. Верувам во капацитетот на луѓето. Верувам дека имаме луѓе кои што можат да спроведат добро системски решенија. И верувам дека земја од 2 милиона граѓани кои што не се ни толку може добро да живее. И сметам дека е 5 за 12 тоа да го направиме, затоа што мислам дека сите отворени прашања политички се веќе позади нас и нема простор да се повикуваме на некакви надворешни. Но веруваш ли дека ќе се направи таков преспред сега, кога се најавува, кога се кажува дека е примена пораката од Ако било кој политички лидер, било кој, не зборувам само власт, зборувам и опозиција, значи не сирџиски да гледате дека некој греши, на кого му гледате сеир, на собственото дете. Значи ние треба едноставно за крупните национални прашања, а тоа не се само прашања од емотивен карактер, туку од практичен карактер, од економски карактер, треба да имаме точки на разбирање против кои нема да застануваме едни против други. Добро, благодарам што беше гостин во Отвореното. Благодарам на поканата. Ке се видиме и друг пат. Се надевам на поголемо присуство во јавноста, барем на овие политички теми. Па јас се надевам да една поотворена дебата на вакви теми, затоа што ние не откриваме топла вода, топлата вода е откриле други земји, треба само да следиме добри системи, да ги имплементираме и доколку некој не се врши работата како што треба, да го остави местото на тој другиот. другиот. Англиска треба ќе посадиш овде, но нема да ти вирае. Па, има и други треби, освен англиска. Но треба нели да се биде борбен во битката за одредени идеи. Ви благодарам за сега, се гледаме наскоро во Централниот дневник.